Потребниот материјал пристигна во кеот на река Отиња, машините се на терен и по уредувањето на делот каде за време на поројните дождови се појави вртлогот, од Лери тимот започнаа со работа на каскадата на местото каде беа најголемите штети. Оној дел кај што беше настанала штетата, веќе тоа е отклонето, практично армирано бетонски столови се направени, армирано бетонски ѕид, обложен е со камен и се надеваме дека нема да дојде до повторно нешто такво да се случи. Во овој момент се работи каскадата, денес во текот на денот таа треба да биде завршена, што практично значи од утре продолжуваме од мостот надолу, односно започнуваме третата делница. Мислам дека до крајот на месец мај, односно почетокот на јуни, оваа делница од околу 100 метра ќе биде завршена. Уредувањето на кеот на река Отиња, која е символ на Штип, е стратешки проект на општината, бидејќи според градоначалникот примариус магистер Илча Захариев, истото им е ветено на штипјани, да имаат шеталиште кое ќе е направено според сите стандарди. За спојување со шеталиштето под Исарот покрај река Брегалница остануваат само 100 метри. Во текот на вчерашниот ден имав прилика да бидам на патеката зад Исарот. Навистина, пријатно сум изненаден колку народ многу има, колку спортуваат, колку трчаат, колку пензионери и верувајте дека тие се прави погодоци затоа што на нашиот град такви работи му фалеа. Нашиот надзор од Скопје, значи инженерите кои ги имаме и оние кои се вклучени во целиот овој проект, кажуваат дека тоа што го работиме на вистина по сите стандарди. Од поплавите констатиравме дека ги издржа сите притисоци и тестови и нашата река и таа градба. Но паралелно работењето кон ново село ќе биде започнато и градењето од делот на ЈП Исар надолу, така да ќе се сретнеме некаде кај мостот, кај Стопанска банка. Со овој проект предвидено и уредување на втората платформа за паркирање кај основното училиште Ванчо Прке, за која тендерската процедура е во тек. Мислам дека до крајот на месец јуни треба да направи тој дел од платформата, со тоа што ќе го заокружиме комплетно речто корито на река Отиња од камениот мост кај Стопанска банка до мостот кај црквата Свети Никола и надолу према Ново село Тереме. Ние ќе направиме се што нашите граѓани сакаат. Битно ни е тие да го чуваат тоа што го ние правиме. И заеднички можеме да го направиме на вистина нашиот град да биде преубав. А мислам дека веќе тоа се гледа. За активностите на уредувањето на река Отиња ангажирани се лица од Лери тимот, како и вработени во кооперантската фирма Урбан Инвест од Кавадарци.